наш традиционален соговорник Мирче Јовановски, колумнист и економски аналитичар, за најновиот пакет на владата. 29 мерки во 4-5 сета со 160 милиони евра содржи петиот економски пакет, во кој повторно има трансфери на дел од буџетските средства за плати кај одредени категории, но на повидок е практично тест на нашата пазарна економија и на нашите предприемачи во малите и средни компании со понудата за така наречени бескаматни кредити, за кои очигледно фирмите повеќе би се определиле за социјален трансфер, одошто за номинација за нови идеи и економски развој. Мирче, како ти изгледа овој пакет кој е пети, се надевам дека ќе биде последен. Многумина велат дека ние се одучивме од пазарна економија, дека се што треба ќе го субвенционираме по секоја цена, и трети велат, што е партиски вокабулар, дека е ова последниот абер пред локалните избори за така наречени популистички нати дај ми купи гласови. Се смеам зад маска, не се приметува на твоите констатации за пазарна економија и за популизмот. Во голема мера си во право. Чомовски, петиот пакет е концепиран после сеопфатни, да кажам, консултации со бизнис заедницата, со синдикатите, и од тој аспект мислам дека веројатно ќе најдена поддршка од тие две страни во тој трипартитен диалог со владата. Предпоставувам дека што се вели, толку е чергата на државата. Веќе ова е пети пакет со, како што рече, 29 мерки со 160 милиони евра вкупна поддршка, од кои 90 милиони се директна буџетска поддршка. И многу ќе биде важно како тој ќе се реализира всушност во практика. Инаку беше, што се вели, доста подолго време концепиран, обработуван, за да се дојдат до овие конечни решенија. Ќе видиме во практика како ќе се реализираат овие мерки. Инаку, доколку правиме некоја анализа на овој најнов пакет на економски мерки, што го донесе вчера владата, што го отпакува, како што се вели, содржи од секого, за секого по нешто. Значи имаме тука и директна поддршка за субвенции за плати, она што го бараше синдикатот. Има една новина која што владата ја промовира преку бескаматните кредити за фирмите, со можност дел од средствата да не враќаат доколку работат добро и доколку обработуваат. Има одложување на плаќање на сметки и така натаму. Но ќе видиме како тоа во пракса ќе се реализира. Ајде да го отвориме сиот овој пакет на така наречена субвенционирана економија. На почетокот на дела овде разговарав и со министерот за локална самоуправа, па и него на одреден начин го провоцирав дека сите се научивме на државна цусла на одреден начин. Општините кои еднаш беа санирани долговите 2018, повторно стигнаа до 100 милиони задолжување и повторно имаме ситуација во која се размислува за нови трансфери од буџетот за санирање на нивните обврски. Тоа е вака на одреден начин општиот амбиент во кој секој на индиректен начин каде од заедничкиот колач наш со прилично сепаратистички или сепаратни и егоистички цели. Дали во целата оваа ситуација, во грижата за сите помалку, ги запоставуваме моторите на македонската економија, а тоа се компаниите кои инвестираат. За волја на вистината и за компаниите кои што инвестираат има дел во овој пакет, нели, преку гарантната шема и преку други мерки кои што се однесуваат токму на извозниците. Значи не би можело да се каже дека тие се заборавени во овој сегмент. Плюс да не заборавиме тука исто така една од мерките и намалување на царините за суровини. Како до крајот на оваа година, мислам дека плюс има и за извозните компании. Меѓутоа, сосема си во право, кога кажуваш за субвенциите и за простувањето на долговите.
Една од работите која што јас вака лично мислам дека на долг рок не дава ефекти, мислам дека дури и е контрапродуктивна, е токму тоа, простувањето на долговите. Од една страна, добро е да им се помогне на општините кои што, да речам, мака мачат да најдат, да го финансираат своето работење. Меѓутоа, има нешто што се вика морален хазард. Значи, нешто кога еднаш ќе се прости, луѓето веќе очекуваат дека во иднина исто така со своето лошо работење некој ќе им ги прости тие долгови. Значи, немаме подобрување на работењето во самите општини. Јас, да речам, во тој контекст ја гледам и ова мерката што е за простување на каматите на И таа е прилично контроверзна во овие услови. Сега Забојана вистина Заев тоа го научи од Груевски. Пред изборите исто така беа навестувани о простување на каматите, па и простување на основните долгови кај јавните компании. Од друга страна, нивното финансирање доаѓа повторно и од буџетот. И сега тоа имаш дупло голо. Според мене тоа покажува дека веќе владата нема неограничен капацитет за да помага со финансии. Значи, се приминува една мерка која што практично товарот сега се префрлил на јавните предпријатија, кои што пак, не знам, загубите кога ќе ги прикажат, повторно ќе одат на товар на буџетот. Значи, најдобро би било кога би можело на тие луѓе да им се помогне финансиски, па тие да си ги платат своите долгови таму каде што треба. Вака, мислам дека инаку ова што го велиш, не е ова нова мерка. Јас откако што памтам во својот новинарски стаж, таа се преминувала многу пати. Почнувајќи од простување на данок на имот. Ако се сеќаваш, едно време се простува, се намалува придонесите за здравствено социјално осигурување. И така натаму. Деновиве министерот за економија рече дека еднаш за секогаш треба да се стави крај на ова, демек сите што должат да се раздолжат и да нема веќе натрупување на долгови. Меѓутоа, такво нешто е невозможно, особено во земја каква што е нашата, со многу социјални разлики, со голем број на сиромашно население. Вакви ситуации секогаш ќе има. И на луѓето навистина треба да им се помогне во вакви ситуации, како што е кризата, меѓутоа мислам дека ваквата практика всушност на долг рок создава повторно нови долгови. Јас за волја на вистина ќе се потрудам дел од ова апропо на трансферите на општините, ќе го цитирам Александар Гечев, тој е јуниор на големата IGM Trade од Кавадарци, кој во едно интервју за Капитал токму ова вели, иако е богохулно, го цитирам, треба да се подсетиме и на економскиот поим неуспех на државата, а во нашиот случај тоа е така наречениот државен интервенционизам во форма на јавни работи и буџетски трансфери, кои често водат до пазарни нарушување и создавање на зависно подчинета класа на неефикасни индустрии за залез или за трансформација. Од друга страна, и премиерот, а и министерот за финансии велат дека компаниите се соочени оваа 2021 година да инвестираат во сопствениот развој. Сега, од една страна, како што самиот велиш, имаме навика за социјалните трансфери за исчекување, имате една прилично жестока организиран притисок од разните комори врз власта. Како сега да се излезе од овој волшебен круг, од овој лавиринт во кој понекогаш се случува, наместо да разговараме за развој, да разговараме за минатите долгови? Ние се наоѓаме во една чудна ситуација. Значи, никој во држава не ке да плаќа даноци, односно не сака да плаќа повисоки даноци. Од друга страна, сите очекуваат од државата нешто да им даде за возврат. Бараат заштита на пазарот. Инаку Гечев е, мислам, одличен познач, има навистина едни гледишта кои што водат кои што се темелат на пазарната економија и е многу почитуван заради тоа. Ние велам, она што државата може да направи е да ги стимулира структурните реформи. Бидејќи во ваква ситуација во каква што се наоѓаме, колку и да даде помош, ако таа не се насочи таму каде што треба, ако компаниите не ја искористат за тоа што е наменета, да се преструктурираат,
нема да има никакви ефекти. Од друга страна, треба да имаме во предвид дека кај нас како да кажам, владењето на правото е на многу ниско ниво. Мислам дека тоа е еден сегмент каде што државата може и мора нешто да направи. Повторно велам, колку и да биде, не знам, 10 пати повеќе да даде средства, ако не се направи нешто во делот на правната држава, во делот на сузбивање на сивата економија, ефектите ќе бидат многу мали. Тоа особено значи прилично проблематизирање на оваа мерка, повторно запростување на камати, на долгови кон јавните фирми. Тоа мислам дека е една од најпроблематичните мерки. Циниците велат на толку пари што направивме трансфери за плати и социјални, до сега ќе го направивме чебрен. Но, или, например, фотоволтаичен еден парк од 400 милиони евра, колку што би требало да изгледа најновиот зафат. Мирча Јовановски, гостин Вутински брифинг, економски аналитичар. Што мислиш според тебе, што би било предупредување за вниманието да не изгубиме од предвид, од хоризонтот економската рехабилитација? Што владата во овој момент може би пропушта? Борбата против сивата економија и владење на правото. Тоа се два постулати и образованието. Значи тоа на подлог рок. Мислам дека во тој дел, особено во делот на правната држава, мислам дека тука не покажуваме доволно резултати. Во овој сегмент, повторно велам, мислам дека толку е капацитетите на државата во поглед на давање стимулации на стопанството и на граѓаните, мислам дека веќе на самиот крај. Тоа на некој начин вчера и премиерот Заев го кажа дека ова е последна помош финансиска за исплата на плати. Од една страна се очекува годинава за живување на стопанството, од друга страна треба да ги имаме во предвид и податоците кои што од нашите главни трговски партнери кои што не се со толку оптимистички. Тоа значи дека особено во првата половина на оваа година не можеме ние да очекуваме некои спектакуларни економски резултати. Затоа зборуваат и бројките и во Европската Унија, особено во овие наши главни трговски партнери како што е Германија пред се, каде што утрово еден податок најдов дека во јануари на ниво на Европската Унија бројот на ново регистрирани автомобили е намален за 24,5-6% во однос на минатата година. Кај нас главниот извозен сектор се темел е токму компаниите кои што работат за автомобилската индустрија. Таму затворањето на економијата е продолжено до 7 март во Германија, мислам во Австрија дека дури и повеќе, речеме, до Великден некаде. Тие елементи секако треба да се имат во предвид кога ќе се прават некои проекции за оваа година. Значи, ако таму се намалени регистрациите на нови автомобили, тоа секако ќе се одрази и на нарачките спрема нашите фабрики тука кои што го носат извозот од Македонија. Јас сум, да кажам, воздржан оптимист, ќе видиме како ќе се одвива цела оваа работа, но мислам дека кризата сепак има многу подалекусежни последици од тоа што се мисли сега. Ние веќе заборавивме да правиме притисок јавноста околу капиталните инвестиции, големите ветувања, иако целата ревитализација на економијата треба да базира врз некаков нов инпут на, не велам сега New Deal и така натаму, но гасификација, фотоволтаични паркови, ветерници и така натаму. Дали мислиш дека нам може да ни недостигаат дури и идеи и средства за реализација на овие капитални инвестиции? Без оглед колку од Европска Унија можеме да црпиме, колку можеме се уште неразвиеното јавно и приватно партнерство да го дотераме до ниво на профитабилни односи меѓу државата и приватните компании. За поголеми капитални инвестиции секако потребни се надворешни извори на средства. Го спомна Чебрен. Тоа невозможно е Македонија сама да го финансира тој проект. Затоа и бара јавно-приватно партнерство и тоа е добро на крајот на краиштата да влезе некоја
реномирана странска компанија која што ќе го изведе тој проект и од аспект на тамошната негова експлоатација. Меѓутоа, знаеш што е лошо? Лошо е што и кога се обезбедени финансиски извори на средства за финансирање на одредени проекти, тие проекти не се реализираат како што треба. Значи, таму имаме застој, од големи инфраструктурни проекти, се доцни. Да не спомнуваме пругата кон Бугарија, што е веќе историски, како кажам, се провлекува толку долго време. Ја спомна енергетиката. Јас тука ја гледам шансата од она што е досега кажано во јавноста. Мислам дека тоа е голема шанса за македонската економија, значи преку финансирање на тие инфраструктурни проекти што постојано ги повторуваат, сега да не ги кажуваме, гасификацијата, фотоволтаици, гасна централа во Битола, во Неготино и така натаму. Мислам дека тука може да се вложат многу пари, да заживее економијата од самото вложување, од самите инвестиции, меѓутоа и гледам да земјата да има многу посеопфатни, подолгорочни придобивки од сето тоа, заради тоа што ќе преминеме на чисти извори на енергија. Сето тоа е во согласност, да кажам, и со агендата на Европската Унија, меѓутоа и мислам дека ќе има придобивки и целата економија од таквите. Ке го завршиме разговорот со политичка агенда за економските проблеми. Следуваат локални избори по дефолт. Затоа има имам кај мене, например, одредена скепса дали може да се забревта на одреден начин реанимацијата или рехабилитацијата на економијата. Ние повторно можеме да се соочиме со еден парадоксален систем на мали микролокални инвестиции кои одвлекуваат големи пари и средства за да се придобие одредено мало село, град и така натаму во зачувањето или освојувањето, пред се во зачувањето на локалната власт. За жал така е. Мислам дека ќе се повтори таа слика од минатите, од предминатите, од сите досегашни избори. Мислам дека за жал политичарите не ја гледаат големата слика. Тие се нивните, да кажем, активности се базираат од избори до избори. Мислам. И сосема за крај, мислам дека во оваа ситуација во Македонија не се научивме да живееме со есенцијалните последици од економска криза, а тоа се банкротства и особено трансферите од едно занимање во друго, од една дејност во друга. Ме чуди, например, дека нам ни банкротира една банка, која остава веројатно се уште дубиози големи може да бидат. А од друга страна не сме приврзеници на тоа дека менаџиите, туристичките агенции треба да најдат нови патишта и нови трансфери на собствените понуди, вклучувајќи, да речем, условно и кујни или ланч барови или сите се ориентирани на тоа дека треба да се прават журки и како да речем и некакви прослави. За жал така е. Значи, кај нас недостасува некоја култура на пазарна економија. Значи, ние, еве, колку 30 години сме самостојна држава, имаме јасна ориентација кон градење на пазарна економија, меѓутоа не достига тој дух. Сите некако се врзани или насочени кон буџетот на државата, сите очекуваат од таму нешто да капне, што се вели, затоа е одговорна и државата, затоа што стимулира такво однесување, стимулира клиентелизам заради своји собствени, да кажам, придобивки и мотиви. И мислам дека она што треба да се направи во наредниот период е токму така, да се пушти пазарот да действува, а државата се грижи повеќе за овие други работи, владење на правото, овозможување подеднакви услови за сите. Добро, Мирче Јовановски, економски аналитичар, кој сега е во независен, да? Гостин во утрински брифинг. Со него Саша Ордановски има некакви договори да биде континуирано присутен
во понудата и анализата на економските движења за утински брифинг, но се разбира ќе видиме како ќе се сопаѓаат термините и негови и на утински брифинг. Ти благодарам многу што одвои време.